Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Денес започна активностите за асфалтирање на булеварот Благоја Тоска на потегот од текстилното училиште во рамки на проектот за пробивање. Во организација на Македонско-хрватското друштво од Тетово се реализираа предавања, презентации и интерактивни квизови. Граѓанска трибина силно и одлучно кон иднината на СДСМ се одржа синоќа во Тетово. Започнаа работните активности за асфалтирање на булеварот Благоја Тоска во Тетово. Целосното пуштање на улицата во функција се очекува да биде идната година на пролет, кога ќе заврши целата постапка за експроприација на куќата која долго време беше единствената пречка за изградба на улицата. Започнаа работните активности за асфалтирање на булеварот Благоја Тоска од страната кај текстилното училиште во Тетово. Булеварот, кој долги години чека на изградба, конечно го дочека светлото на денот, а истиот ќе биде направен по највисоки стандарди, со модерно осветлување, канализациона и водоводна мрежа и тротоари. Денес, увид во процесот на работа, извршија представници на општина Тетово. Сега овој дел од градот ќе добие нов лик, ќе биде еден од најубавите булеварди во Тетово. Ги исполнуваме нашето ветување како го дадавме пред граѓаните на Тетово за овој булевар, конкретно за булеварот Благоја Тоска. Горди сме за тоа што некои 8 години не успеала, ние за една година направивме големи промени вклучувајќи ги зголемувањето на платите на администрацијата, пожарникарите, гигиеничарите, обработка на материјалите на урбанистичките планирање, транспарентноста, отчетност, асфалтирањето на патишта, модерна инфраструктура и така натака. Во однос на куќата која долго време беше единствената пречка за целосна изградба на булеварот од општина Тетово, велат дека за семејството е обезбедено друго сместување, така што за идната година на пролет се очекува конечно ослободување и на другиот дел од улицата и пуштање во функција на целиот булевар, кој несомнено ќе придонесе за подобар проток на сообраќајот во градот. Завршена таа поставка, значи сме најдоле еден стан за странката и мислиме дека овие денови ќе се пресели таму. Првата фаза со асфалтирање мислиме дека ќе заврши овој новиот месец, ако времето одржува, а за завршување на целата постапка мислиме дека одма во пролет, во март и април ќе биде завршено и ќе биде отворен за граѓаните. Веста за амбициозниот проект најдена поддршка на дел од експертите, но според нивните познавања, инвестицијата на скијачките терени треба да има основа и во другите урбанистички и комунални проблеми. Од раководството на центарот пак велат дека се подготвени за оваа сезона. Несоодветната инфраструктура и немањето систем за вештачки снег како досегашни проблеми на скијачкиот центар Попова шапка се дел од мастер планот на италијанската компанија, која треба да биде стратешки партнер на владата во модернизација на центарот. Познавачите на приликите велат дека инвестицијата во скијачката инфраструктура мора да биде подкрепена со решенија и за другите проблеми, во урбанизмот, сообраќајот и хигиената, зашто треба заедничка грижа на централната и локалната власт. А што е со урбанизмот? Што е со паркингот? Што е со работи кои што се многу зависни од една страна од локалната самоуправа, од општината конкретно, а од друга страна од централната власт, односно од владата. Моделот што ќе се одбере треба да даде ефект во смисол да се постигне квалитетна организација на ски центарот, за да може да функционира онака како што функционираат сега референците во нашата околина, да не збориме за Австрија, Словенија и така натаму.
Пред стартот на новата скијачка сезона, Оделем Турс, јавно предпријатие кое управува со ски центарот, велат дека се подготвени и дека енергетската криза не треба да го спречи работењето на Попова шапка. Мислам дека ски центарот треба да работи, пошто сепак е една од најголемите атракции и туристички места во нашава држава и веќе сме спремни ние да го спроведеме тоа. Исто така, време трајањето на функционирање на скијањето, мислам дека нема да влијае многу во делот на потрошувачката на струјата, пошто се, знаете, ски центарот работи од 9 до 3. Модернизацијата на Попова шапка, ако договорот помине во собранието, треба да започне од идната година. Избраната компанија е производител на системи за правење снег Техноалпин, партнер на Меѓународната федерација на зимски спортови, која соработува и со неколку ски центри во регионот. Овој викенд во организација на Македонско-хрватското друштво Тетово се реализира така наречената КРО Академија, на која учесниците покрај заедничката дружба преку предавања, презентации и интерактивни квизови одблиску се запознаваат со хрватската култура, историја и традиција. Во организација на Македонско-хрватското друштво Тетово, викендов на Попова шапка се одржува КРО Академија, на која присуствуваат учесници од 4 градови од нашата држава. Во рамки на КРО Академијата присутните покрај заедничката дружба и уживање во убавините на шара имаат можност да слушнат интересни презентации и предавања на различни теми. Утринава нашата екипа беше во посета на КРО Академијата, а присутните во состав на агендата предвидена за денешниот ден, најпрво преку видеопрезентација, се запознаа со активностите на вработените и учениците во гимназијата Фран Галовиќ од Копривница, Република Хрватска. Директорот на гимназијата заедно со уште 2 професорки од истото училиште преку Еразмус Плюс програмата се во посета на Тетово. А на покана од членовите на МХД денес гостуваа на КРО Академијата. Ја ќе представити своју школу, свој град, представиću Еразмус активности наше школе и настојат се приближит младима из Македонија. Овде смо на Еразмус проекту кој развијамо са средњом школом из Тетова. Хвала форуму младих и Македонско-хрватском друштву да могу да представим свој град, своју школу и овде надам се да будемо размиенили добра искуства. Предавање пред присутните конкретно за самата организација околу доаѓањето на папата во Скопје во 2019 година одржа директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Даријан Сотировски. По паузата и интерактивниот квиз, на дневниот ред пред учесниците се најде и предавањето на историска тема од страна на професорот по хрватски јазик Марко Павелиć. Meni je izuzetno zadovoljstvo biti ovdje, pogotovo zato što pokazuje se jedan kontinuirani interes upravo mladih i konkretno srednjoškolskog uzrasta i nešto starijih, već fakultetskog uzrasta, njihova nekakva međusobna opet i suradnja i druženje i evo koje je iznjedrilo ovaj prekrasan, ja bih rekao, manifestaciju, ovu akademiju i po svemu što se ovdje vidi, mislim da je to na jednoj jako lijepoj i pristojnoj razini. Evo možemo, mislim, vidjeti i po ovim lijepim uređenim banerima na jednoj Popovoj šapci i meni je pogotovo to lijepo vidjeti kao nekom nastavniku koji je došao iz Hrvatske, zato što sam evo prvi put ovdje u ovom prostoru i veoma jedno lijepa i atmosfera i mislim da ćemo i puno naučiti kroz samu akademiju i kroz predavanja koje će se ovdje održati i pogotovo mladi da će puno toga naučiti, pogotovo srednjoškolci i da će vidjeti, kako da kažem, različita predavanja na različite teme pa na neki način i možda će ih nešto zainteresirati, zaintrigirati pa da ih usmjeri u budućnosti. КРО Академијата беше отворена вчера, а ќе трае се до утре, кога ќе биде заокружена со доделување на сертификатите за учество. Од Македонско-хрватското друштво велат дека ваков едукативен настан организираат за прв пат, но не ја исклучуваат можноста и во иднина да се реализира со оглед на заинтересираноста кај младите. Оттаму додаваат и дека активностите од ваков вид се одлична можност за презентација на хрватската култура, историја и традиција, а истовремено и размена на нови искуства и создавање нови пријателства.
Тетовец од Екрем Рамадани, чиј син Фестим Рамадани лани на автопатот Скопје-Тетово го загуби животот во сообраќајна несреќа, се жали на пресудата на Основниот суд Тетово. Донесена минатата недела во која сторителот на кривичното дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот на сообраќајот е осуден на 1 годишна затворска казна. Поентава е што е сторителот казнет само 1 година затвор. Усмртил човек, ранил неговиот син од газдата, го ранил, влезол во насока каде не треба да се и казните за 1 година. Дадото е жалба, авокатот напишал, му дал на обвинителот, сега дали тој го однел во апелираниот суд, уште не знам. Им се расипа колата, застанале на емергентниот коловоз. Во тоа време дошол тој сторителот со голема брзина, со кола, удрил во колата што била паркирана и таа кола била фатална за мојот син. Колку години имаше вашиот син? 45. Оставил 3 малолетни деца. Нема кој да ги рани, пошто се одделени од мене. Јас живеам и јас сум со една пензија од 9000. Не можем да им помогнем. Ја во судницава барав максимална казна и оштета за децата. Тоа не е запишано уопште во пресудата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера во Тетово ја продолжи серијата граѓански трибини силно и одлучно кон иднината. На трибината се обрати председателот на општинската организација Жика Алексовски и партискиот председател Димитар Ковачевски. Како дел од претходната локална власт, со помош на правите политики на владата, предводена од СДСМ, тука во Тетово реализиравме значајни проекти, со кои ги подобривме условите за живот на тетовчани. Посебно сум горд на патот Тетово-Попова Шапка, кој секојдневно го минуваат илјадници возила, особено до познатиот скијачки центар Попова Шапка, кој од сезона на сезона се враќа во вистинското светло. Локалната интерес коалиција помеѓу БЕС и ВМРО со иницијативата за паркот не сака ни да се сретне, а да биде уште поголемо лицемерието на градоначалникот, поддржан од ВМРО ДПМН, тој јавно, без срам, побара касарната Кузман Јосифовски Питу да се пренамени во посекуваниот парк. Нема проблем касами, но тетовчани не заборавија дека во 2017 година во изборната кампања лично ти касами најави урбанизирање на касарната со над 35 стамбени згради. На дело ја гледате енергетската трансформација, каде што од нашето сонце, македонско сонце, се позиционираме како иден зелен центар за енергија во Европа. На овој начин обезбедуваме зелена, еколошка и далеку поевтина електрична енергија и тоа се гледа на дело. 27 мегавати фотоволтаични централи имаме пуштено во употреба во последните 10 месеци. Во овој краток период од мандатот на оваа влада. Комплетниот капацитет на стара технологија на производство на електрична енергија од јаглен ќе биде заменет со производство на електрична енергија од сонце. И ниту еден работник нема да остане без работа. Сите тие ќе работат на новите технологии за производство на електрична енергија. И дополнително младите инженери ќе работат на тие централи, нивни развој, усовршување и проширување. Заедно ќе успееме да ја пребродиме зимата, заедно ќе успееме да ја пребродиме последната глобална економска бура и од наредната година ќе биде подобро. Нема недостижна цел. 2023 година е година на економска пресвртница и година на нова надеж. Ако во првите 10 месеци
ја држевме цврсто економската линија на борбата со кризата. За наредната година и новиот буџет, тоа е промена, пресвртница, од каде што тргнуваме во офанзива. Конечно да ја победиме кризата, да почнеме економски да растеме, да го зголемиме животниот стандард и да се погрижиме следната година да стане година подобра за сите. Патот на преговори со Европската Унија ќе биде тежок, ќе требаат многу реформи. Ќе носиме тешки одлуки. Ама на крајот на тој пат, на секој тежок пат, секогаш е големата награда. А таа голема награда е членство во Европската Унија и подобар животен стандард за сите наши сегашни и идни генерации. Тоа е големата награда за нашата држава и нашите граѓани. Стефан Богоев, подпредседателот на СДСМ, во емисијата Актуелни разговори изјави дека Тетовскиот регион со инвестициите на Попова шапка и Тирс зоната ќе има особен економски бенефит во идниот период. Шара и шапка Огромен потенцијал. се не само потенцијал, тоа е национално богатство, тоа е и заштитено подрачје, така да верувајте дека со тоа што ќе се случува таму, како инвестиција огромна на Шар планина, со фабриката за електрични возила и уште една фабрика која што дополнително се отвара во слободната економска зона тука во Тетово, верувајте дека тетовчани пред се ќе осетат финансиски и економски бенефит, да може да најдат вработување, односно работно место во приватен сектор, во сериозни странски компании, за добри плати, да не треба да се селат во други краишта од Европа или од светот, да можат да се останат тука. Со заживувањето на Шар планина и на Попова шапка како ски центар, со ова инвестиција која што ви ја кажав, каде што италијанската компанија е избрана вчера како стратешки партнер, со фабриките кои што се отвараат во економските зони, јас пред се тука би ставил акцент, очекувам Тетово и тетовчани и жителите на регионот Јегуновце, Брвеница, Желино и слично, очекувам да почувствуваат директен, личен, финансиски и економски бенефит во периодот што доаѓа. Целата емисија Актуелни разговори со Стефан Богоев ќе емитуваме утре, недела во 21 часот. СВР Тетово информира дека во изминативе 10 месеци се изречени 908 мерки за недавање предност на пешаци и над 700 мерки на пешаци за преминување на улици надвор од пешачките премини. Во изминативе 10 месеци од годинава на подрачјето на СВР Тетово вкупно се изречени 908 мерки за недавање предност, односно за непропуштање на пешаци, најчесто на обележани пешачки премини или на други места. На сите возачи прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и зависно од видот и карактерот на прекршокот, ќе се соочат со парични глоби од 150 евра до 250 евра во денарска противредност. Покрај тоа, во периодот за кој станува збор, им биле изречени и 775 мерки на пешаци, претежно за преминување на улиците надвор од обележани пешачки премини или за непочитување на светлосна сообраќајна сигнализација. И на нив им се изготвени поднесоци, а паричните глоби за ваквите прекршоци, предвидени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, се движат од 30 до 50 евра во денарска противредност, со напомена дека дел од пешаците биле повикани и на така наречена сообраќајна поука. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до возачите секогаш и секаде да им даваат првенство на пешаците, а тие пак да се придржуваат на сообраќајните правила и прописи и да не ги преминуваат улиците каде што ќе стигнат, но и да не се движат по коловост. На тој начин и едните и другите ќе придонесат за поголема безбедност на пешаците и за намалување на бројот на сообраќајни несреќи со повредени или загинати.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова викенд издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.